Се наоѓаме во централниот дел на Република Македонија во административниот центар на општина Чашка, во населбата Чашка. Дојдов во овој регион да видам како живее и да ја видам убавината која што му ја дарила природата на ова место. Општина Чашка се наоѓа во средишниот дел на Република Македонија. Зафаќа површина од 825 квадратни километри и се бројува во трите најголеми општини по територија во Македонија. Истата е рурална општина со добра географска местоположба. Општината од исток се граничи со Велес и Градско, од север со Зелениково и Студеничани, од запад со Македонски Брод и Долнени, а на јужниот дел со Прилеп и Кавадарци. Последните податоци од Заводот за статистика на територијата на општината живеат вкупно 7673 жители во 42 населени места и тоа: Бајница, Бистрица, Богомила, Бусилци, Владиловци, Витанци, Војница, Габровник, Голозинци, Горно Врановци, Горно Јаболчиште, Долно Врановци, Долно Јаболчиште, Дреново, Еловец, Извор, Капиново, Крајници, Кривакруша, Крнино, Лисиче, Мартолци, Мелница, Мокрени, Нежилово, Новосело, Оморани, Ораодол, Ореше, Отишино, Папрадиште, Плевње, Поменово, Попадија, Ракоец, Смиловци, Согле, Стариград, Степанци, Теово, Црешново и Чашка. Општината Чашка има добра географска положба. Целата таа атрактивност на пределот го дополнува областа Азот. Областа Азот е сместена во долината и по горното и средно течение на реката Бабуна. Оградена е на север и запад со масивот на Мокра планина, Јакупица, Караджица, Даутица со врвот Солунска глава, а на југ-југоисток со северните падини на планината Бабуна. Областа се наоѓа југозападно од градот Велес и низ целата област протекува реката Бабуна и поминува пругата за Прилеп и Битола. Областа Азот на југ граничи со Пелагонија, односно општината Долнени, со Прилепското поле. На запад се граничи со областа Порече, со општина Македонски Брод, а на исток и север е отворена кон останатиот дел од Велешката област. Ова општина, каде што денеска сте во административниот центар овде, или поточно со новата територијална поделба, од три општини е сочинета една општина, општина Чашка, а не за сочинуваат поранешната општина Богомила, Извор и Чашка како сегашен, како што кажав, административен центар, каде што сите овие три општини прават една целина. Инаку површина зафаќа околу 820 км и некаде сме втора општина по големина во Македонија, по територија. Се разбира, по жители многу помалку од многу останати урбани средини, затоа што миграцијата, па и емиграцијата во нашиот дел се го направила својата во 80-тите, 70-тите години, така да имаме сега вистинска убавина, природа, реки, сето она што е потребно, сето она што на западните земји им е многу потребно, ние овде го имаме. Меѓутоа треба доволно да го презентираме. Ние сме мултиетничко населени во нашата општина, значи имаме и албанци, имаме македонци муслимани и македонци православни. Почетокот на приказната за општината Чашка, ако може така да се рече, треба да се бара некаде во палеолитот, период во кој се претпоставува дека е започнат животот во овој крај. Историјата на општина Чашка тесно поврзана е со историјата на областа Азот, со нејзиното најголемо село Богомила. Историјата на областа Азот започнува уште од антиката, кога ова област била граница помеѓу пајонските племиња и древномакедонските племиња пелагониците. За ова сведочат многуте археолошки локалитети во околината на територијата на општина Чашка, кои сведочат за континуумот на животот на територијата на општина Чашка. Со голема веројатност можеме да тврдиме дека организиран живот постоел во римскиот период. Основа на ваквите претпоставки е мостот кој се наоѓа на влезот на Богомила, за кој според начинот на градба, археолозите велат дека потекнува од крајот на вториот и почетокот на првиот век пред нашата ера. Илјадници години поминале,
Времето поминува, ама историјата останува. Историјата останува на генерациите кои што ќе доаѓаат. Ова е тој римски мост, ова е овдека таа реката Бабуна, овдека се наоѓаме во Богомила, историското место во Македонија, едно од местата кои што има богата неисцрпна историја. Благодарение на напредната технологија, на интернетите, на сето она што може да го видат, на Google, едноставно дознаат повеќе за нашата општина и така натаму, значи ние во една година сме имале 15.000 луѓе кои што ја посетиле наша општина. Меѓутоа гледате што е интересно тука. Значи само околу 100 луѓе биле наши од нашава земја. Сите останати биле странци, значи зборувам во Богомил имаме хотел кој што собира 30-тина, има 30-тина сместувачки места. Исто така имаме хотел кој што профункционира пред една година во Нежилово. Имаме исто така две цркви со манастирски конаци, тоа се во Согле и во Теово, каде што благодарение на Македонската православна црква таму може исто така да се развива манастирскиот туризам. И можам да кажам дека имаме сега и во последно време познатиот планинарски дом Чепрес едноставно функционира како сместувачки хотелски капацитет. И можам да кажам и во сите останати населени места по она наша стара приказна со сместување во своите домови, со своја храна и така натаму, значи она не изумрело кај нас, едноставно се пречекуваат сите оние што ќе дојдат. Ова е селото Богомила. Ова е историското македонско село Богомила. Од овде потекнува богомилското движење, овде бил богомилскиот поход, овдека ова село било општина, во ова село од памтивека се одлива животот. Додовме и во Богомилско да направиме репортажа, да видиме како денеска живее ова славно историско убаво македонско село. Со доаѓањето на христијанството, токму на овие простори во 10 век се појавило и движењето на богомилството на чело со попот Богомил, за кое се знае дека се појавило во 10 век по течението на реката Бабуна и кое подоцна се расширило низ цела Европа. Доказ за тоа е името што го носи најголемото и централното село Богомила. Според пишаните извори се верува дека Богомила е родното село на попот Богомил, водач на богомилското учење и антифеудално движење. Исто така се верува дека попот Богомил е закопан близу неговото родно село Богомила, каде што е изграден параклис и тоа представувало молитвено место за неговите следбеници и ученици. За време на преродбата на денешната територија на општина Чашка, во Богомила е отворено и училиште на народен говор во 1868 година по иницијатива на попот Поп Илија Попарсов. Во селото Богомила роден е македонскиот револуционер Петар Поп Арсов, еден од основачите на Македонската внатрешна револуционерна организација. Ова овде е неговата куќа, каде што е роден, ова овде кај спомен куќата каде што е роден овој револуционер. Идеолог, книжевник, публицист, борец за национално, културно и духовно издигање на македонскиот народ. Поборник за македонската самобитност. Борец за воспоставување на самостојна независна Македонија, за изградување на независна македонска држава и црква, образование и македонски литературен јазик и правопис. Димитрije Чуповски и неговиот брат Наса Чуповски, родом од село Папрадиште, македонски дејци, општественици, револуционери, политичари, дипломати, публицисти, научници, издавачи, историчари, картографи, филолози и едни од најистакнатите и најдоследни организатори и афирматори на македонската национална мисла. Покрај тоа што Чуповски е силен заштитник и бранител на македонската самобитност и посебност, силно се залагал за нејзино обединување и конституирање како национална држава на македонскиот народ. Тој е и основоположник на Македонската академија на науките и уметностите, како и познатите градителски неимари од овој крај, Андреј Дамјанов, изографот Димитрije Андеров Папрадишки, градејќи и живопишувајќи црковни храмови од Велес преку Ниш и Белград до Будим,
во своите дела сокривале по мал дел од убавината на својот роден крај. Во селото Богомила се уште може да се најде старата македонска архитектура, куќи на два спрата, куќи со балкони и со тешки стари порти. Еве една од нив, ова порта каде што пишува број 294. Мерака е да прочиташ по богомилските сокраци, патчина и современи улици. Мерака е да прочиташ по богомилските патчини и сокраци, кои што се уште се поплочени со старата калдрма. Е, ова е таа тука. Од памтивека пазарен ден во Богомила беше недела, а и денеска е недела. Јас како дете пред 40 години од селото Рилево преку Сочката планина со моите родители и со моите соселани доаѓавме секоја недела да купиме во Богомила граф, патлиџан, пиперки, патлиџани, да заиме нешто што треба се за дома. Овде порано се пазареше, а и овде и денеска се пазари. Овде ке беше пазарот во целото Богомила. Секое село, па и селото Богомила, не може да се нарече село ако нема пијан бунар, што се вели. Така го нарекуваат народот од памтивек. И во Богомила има пијан бунар, каде што во минатото сите млади невести ги донесувале тука на бунарот, во кој ќе направиле свадбата, вода да залеат, да се замејат и да се земаше се вика вода за дома за да замесат. Овој пијан бунар и ден денеска го користат селаните, но нема моми, односно нема ни невести, ама има мештани, има домајчиња кои што се уште црпат вода од овој бунар леп да се замесе, затоа што убаво замесе леп од изворска вода, односно од бунарска вода, нема никаде. За време на Отоманската империја во 19. век, патиштата кои минувале низ денешната територија на општина Чашка, по кои поминувале карваните, биле во многу лоша состојба, поради што патувањето и транспортот бил многу отежнат. Тоа биле старите римски траси кои дотогаш никогаш не биле обновени. Во 19. век, пред да се изгради железничката линија на територијата на општина Чашка, главно транспортно средство биле коњот и маската. Стоката која се извезувала од селските центри и стоката која поминувала низ територијата создала услови да се развие кираџиството кое станало извор на екзистенција на стотици илјади семејства. На 19 септември 1932 година е започната да се гради пругата Прилеп-Велес преку Богомила. Ова пруга била завршена на 20 јануари 1936 година. Со изградбата на железничката пруга Велес-Прилеп-Битола во 1936 година, поволната сообраќајна положба уште повеќе го поттикнала економскиот живот назад, при што таа станала важна увозна и извозна станица во горниот слив на Бабуна. Се извезувало дрво, стока и сточарски производи. Територијата на денешната општина Чашка не ја одбегнува воените збиднувања како за времето на отоманското владење на овие простори, така и воените збиднувања на Балканските, Првата светска војна и Народно-освободителната војна од 1941 до 1945 година.
Во светските гробишта се наоѓа и спомен кустурницата од поднатите борци во 1942 година кои што погинаа за слобода на Македонија, а меѓу тие се следниве: Ристо, Милан, Тоде, Петре, Петре Тодоровски, Петре Стефановски, Шевки, Веле, Тоде, Ванче, Игно, Коста, Темелко, Тане, Борис, Ризо, сите од селата од областа Азот. Регионот Азот, кој припаѓа на општината Чашка, е во срцето на Македонија, во еколошки чиста средина и недопрена природна убавина. Во круг од 100 километри нема индустријски капацитети, се е оставено на мајката природа. Таму каде што крошните на густата букова шума го подпираат небото, каде сребрените извори ги благословуваат планините, брзајќи да се влејат во горниот тек на реката Бабуна, на 50 километри југозападно од Чашка и на само 7 километри од селото Богомила, во рејонот на никогаш непокорениот Азот се наоѓаат македонските планински горостаси, Даутица, Караджица, Мокра планина, со Солунска глава, кои просто мамат да ги посетите и да уживате во небесните сини бескрајности. Планинскиот туризам е исто така добро развиен кај нас. Голем број на луѓе имаме од она што можеме ние да го сместиме кај нас. Значи, хотелот Врановци се надеваме дека наскоро ќе почне да работи. Имаме и во други населени места како што се Ораов дол, Мокрени, планинарски домови во кои што има сместувачки капацитети. Папрадиште исто така, познатото Папрадиште, исто имаме планинарски дом кој што е на највисоко ниво. А пак на само нападините на планината Јакупица, на надморска височина од 1435 метри, обкружен со висока букова шума, на ливада обрасната со папрат, се наоѓа планинарскиот дом Чеплес. Во прекрасен планински амбиент, свртен ко брвовите на Јакупица, домот е изложен на долги сончеви периоди, нуди одмор за секој добронамерник и да ги наполни батериите за освојување, но не зна само Солунска глава, туку и незаборани средби со природата, со живописните падини на планината Јакупица, со најатрактивните природни локалитети во овој дел на Македонија, со животната приказна за реката Бабуна, чија неверојатна чиста планинска вода ги воодушевува љубителите на природата. Нема да и одолеете и на изворишниот дел на Бабуна, во осекот на Јакупица, каде се наоѓа атрактивната пештера Дамјаница. Со пейзажот што го запира зливот, изворот на Бабуна е вистински бисер на недопрената природа. Овде Бабуна го продолжува својот тек низ Дабова долина, каде што во неја се влеваат притоките Брезница, Гранушка, Црничка и Бела вода. Посебна приказна за себе има домот Бреза, кој е окружен со дабова шума, богатат флора и фауна на надморска височина од 1194 метри со благопријатна континентална клима, која на Брези дава посебна привлечност. Од Бреза пред туристите се отвораат прекрасни хоризонти, додека на исток, во убавите сончеви денови, неверојатно блиски за човечкото око, се гледаат планинските масиви на Беласица, Пирин, Цорила и Руен. Од север пред туристите се распослани Љуботен, Шара и Копаоник. Ова е реката Тополка, чие извориште се наоѓа некаде под падините на Солунска глава. Незиното изворишно течение изнес околу 12 км се влива во реката Вардар и има зафатнина, речна зафатнина од 12 квадратни километри. Погледнете што е убавина, што природата и овдека се дарила. На источната падина на планината Јакупица, на целото горно јаболчиште, извира реката Тополка. Во горниот тек Тополка поминува низ живописен предел со бујна вегетација и богати водени ресурси. Тополка го надополнува пейзажот на еден од најубавите природни предели во Македонија. Со пространните ливади, пасишта, бујната вегетација, шумите, чистиот планински воздух и богатата флора и фауна, подрачјето на селото Горно Јаболчиште е идеално за развој на руралниот, планинскиот, ловниот и хербалниот туризам. Секој добронамерен кој ќе го ја посети општината Чашка и овој регион, Така. што рековме,
ќе биде задоволен ако ја изгаси жепта со убава планинска изворска вода и ако касне да речеме кисело млеко, сиренце, Така. од она што е автентична храна кој што од памтивека се произведува нови простори. Па видите, кај нас е како препознатлив компирот од јаболчиште, бидејќи нели тоа се одгледува на голема височина. Исто така ни се враќа полека, но сигурно во поголеми количини чашкарскиот ориз. Исто така можеме да кажеме и препознатливи се и други делови на нашава држава со сирење, меѓутоа и нашето сирење од планината Јакупица е доста препознатливо. И имаме и сертификат за еколошки земјоделски површини. Стручњаците кажуваат дека на овие простори може да се одгледува круша, бидејќи некаде на западните земји се бара круша со висок сјај, а токму нашево поднебе одговара за сето тоа. Недалеку од изворот на Тополка, во подножјето на планината Јакупица, на надморска височина од 600 метри, се наоѓа селото Горно Врановци. За историските денови на Горно Врановци сведочат 5 куќи музеи посветени на настаните од 1944 година. На јужната падина на Мокра планина, во северниот дел на територијата на општина Чашка, се наоѓа селото Папрадиште. Специфичната рурална архитектура и белите фасади на скалесто расфалените куќи, окружени со густа зелена шума, на селото му даваат впечатлив изглед на населба што живее во ритамот на природата. Над селото доминира црквата Свети Петар и Павле, која се смета за еден од бисерите на сакралната архитектура, како дело на познатите градители и зоографи, мејачките мајстори. Околината на селото изобилува со извори на чиста планинска вода, а во централниот дел на селото доминира српската чешма, изградена од бел мрамор. За љубителите на планинските предели, Папрадиште го нуди спокојот на планината и песната на птиците. По подношјето на планината Јакупица, на 60 км југозападно од Велес, се наоѓа селото Нежилово. Околината на селото се смета за еден од најубавите природни предели во регионот. Таа изобилува со густа букова и дабова шума, просторни ливади и пасишта. Селото плени со специфичната рурална архитектура, во која доминираат куќи од камен, претежно изградени на 2 ката. На јужниот излез од Чашка, на 5 км далече од устието на реката Бабуна во Вардар, се наоѓа еден од најживописните природни локалитети, не само во општината Чашка, туку и во Велешко, Клисурата Пешти.
Дојдете во општината Чачка, дојдете во областа Азот, посетете ги планинските масиви Даутица, Јакупица, Бабуна, посетете ги долините на река Бабуна, река Топока. Дојдете во овој крај, видете ги убавините кои што ги дарила оваа природа.